ова издание на Неделна хроника во која ве потсетуваме за актуелните настани од неделата што изминува, ке гледате. До 30 јуни граѓаните може да ги искористат субвенциите за купување велосипед. Квалитетна храна не секогаш значи безбедна храна, на што треба да се внимава. Институтот за стандардизација, сообраќајната бучава може да се реши со вградени уреди на патиштата. Матуранти, внимавајте на паричникот и џебовите при купувањето облека. Родителите со несекојдневни барања од аниматорите. Појавата на влага на таванот и подзидовите е прв сигнал дека постои проблем со покривот, односно со покривната хидроизолација, неизнина дотраеност или неквалитетна изведба. За да се преземе било каква активност, потребно е да се утврди фактичката состојба од стручно лице. Проблемот со прокиснување на покривот најчесто се случува во постарите колективни стамбени згради, бидејќи честопати станарите не успеваат да се договорат околу поделбата на трошоците за санирање на покривот. Станарите треба заеднички да учествуваат во одржување на зградата во која живеат. Во спротивно, доколку сопствениците на станови во зградата не може да се договорат околу висината на сразмерните трошоци, поправката може да изврши еден станар на сметка на другите, но висината на сразмерните трошоци ја одредува судот. Кога има засилени дождови, може да предизвикаат непријатности кај станарите кои што живеат во зградата во која што покривот пропушта вода. Покривот е заеднички дел од зградата за колективно домување, па законските одредби, од кои што произлегува заедничката обврска за сите станари, преку заедницата на сопственици или преку управителот, е да го одржуваат покривот на зградата. Како што информираат од адвокатската канцеларија Коневски, согласно член 6 став 2 од Законот за домување, заеднички градежни елементи во стамбените згради и стамбените објекти за посебни намени се темелите, носечките ѕидови и конструкциите, таваните, покривот, фасадата, оџаците, цевките за вентилација, светлосните прозорски стакла, отвори за лифтови и други слични конструкции. Согласно член 10 став 1 и 2, управувањето со стамбени згради, меѓу другото, подразбира и одржување и зачувување на заедничките делови на стамбената зграда. Работите на управување може да ги врши управител или заедница на сопственици, од што произлегува дека обврската за заедничко одржување на заедничките делови од зградата од станарите е пренесена на заедницата на сопственици или на управителот, па истите имаат обврска, меѓу другото, да се грижат и за одржување на покривот на зградата. Од адвокатската канцеларија Коневски истакнуваат дека доколку дојде до настанување на штета од неисполнување на обврските за одржување и зачувување на заедничките делови на стамбената зграда од страна на управителот или заедницата на сопственици, истите ќе мора да ја надоместат со соодветна постапка. Тековното одржување на зградата е регулирано согласно член 41 од Законот за домување. Доколку некој од станарите не плаќаат за одржување на зградата, куќниот совет може да поднесе тужба за присилна наплата на тековното и инвестиционото одржување на зградата. Градот Скопје ги потсетува граѓаните дека може да ги искористат субвенциите за купување велосипед и да надоместат дел од трошоците направени при набавка на велосипедот. На јавниот повик што градот Скопје го распиша на 11 март 2019 година, досега се пријавиле околу 1600 граѓани, што е речиси половина од бројот на планираните субвенции. Оваа поволност граѓаните на Скопје ќе може да ја искористат заклучно со 30 јуни 2019 година. Имено на граѓаните кои ќе купат велосипед од денот на објавувањето на јавниот повик, а заклучно со 30 јуни 2019 година ќе им се надомести дел од трошоците направени при купување велосипед. Субвенционираните средства се во износ од 50% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 3000 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход. Барателот треба да ги исполнува неколку услови: да е жител во некоја од скопските општини, подносителот на барањето досега да нема добиено финансиски средства за набавка на велосипед
и велосипедот да го купи од денот на објавувањето до денот на завршување на јавниот повик. Јавниот повик ќе биде реализиран по принципот прв дојден, прв услужен. Едно лице може да поднесе само едно барање за добивање субвенција за купување еден велосипед. Целта на повикот е да се стимулираат граѓаните да користат велосипед во секојдневното движење, како превозно средство кое е финансиски достапно, економски исплатливо и еколошко, зашто придонесува за намалување на сообраќајниот метеж, како и за намалување на загаденоста на амбиенталниот воздух, стои во соопштението на град Скопје. Барањето за надоместок на дел од трошоците за купување велосипед, заедно со потребната документација, граѓаните во затворен плик ги доставуваат во архивата на град Скопје секој работен ден од 9 до 15 часот. Се повеќе средношколки се одлучуваат да изберат информатичката технологија за своја професија, покажуваат состојбите на универзитетите, а такви се и ставовите на учесничките на DigiGirls караванот на Microsoft Македонија што се одржува низ повеќе градови. Караванот има слична цел да ги поттикне и мотивира младите девојчиња да размислуваат за едукација и работа во IT, кодирање, програмирање, иновација во креирање и смислување нови IT идеи. Статистиката покажува дека во делот на завршени студенти веќе е поголем бројот на девојчиња од момчиња, што зборува за фактот дека жените се поистрајни во одредени процеси, замисли и визии. Финк има голем процент на застапеност на девојчиња во уписите. Се приближуваме над 40%, а за куриозитет, при дипломирањето, односот е скоро сосема избалансиран. Така што факт е дека девојчињата побрзо дипломираат од машките. И дотолку повеќе на магистерски студии, тури имаме и поголем процент на девојчиња наспроти машки. Се обидуваме при сите промотивни настани или при мотивацијските говори за бруцошите или при дипломирање на студентите да поканиме успешни жени во ICT бизнисот и во науката. И многу внимаваме да се потенцира дека целиот концепт на инженерство во денешно време не треба да има предрасуди дека инженерството е професија на мажите. Напротив, има многу примери на технолошки компании, особено од делот на информатиката, кои што имаат сериозен процент на застапеност на жени инженери и уште повеќе кои се водени од жени инженери на највисоките раководни менеджерски позиции или на највисоките истражувачки и развојни позиции. Во градовите расте процентот на вклученост на жените во IT STEM науки и е помеѓу 20 и 40%, зависно од градот. Во денешно време, кога новите технологии се повеќе и повеќе навлегуваат во порите и таа дигитална трансформација е дел од иднината, женската популација е еднаква со машката и може да се постигнат огромни резултати и од нивната страна и со нивното инволвирање во технологијата и иднината. Важно е да има разноликост, да има девојчиња во технолошките области, затоа што кога има женска сила во тимот, тој е покреативен и поиновативен. Исто така треба да има повеќе машки по езичните науки. Музеот на современата уметност и архитектонскиот факултет објави отворен повик за изработка на идејно архитектонско урбанистичко решение за уредување на Ридот Кале во Скопје. Конкурсот за изработка на идејно архитектонско урбанистичко решение за уредување на Ридот Кале во Скопје представува составен дел од проектот Кале културна тврдина во организација на Музеот на современа уметност во Скопје, чија што цел е да ја поттикне ревитализацијата и просторното уредување на Ридот Кале во привлечна и вибрантна градска содржина со различни културни, едукативни и рекреативни функции. Ридот Кале го одбележуваат две културни зданија, средновековната тврдина Кале и Музеот на современата уметност. Извонредното историско и актуелно значење на овие две маркантни зданија за градот Скопје се во значајна мерка намалени поради долгогодишната запуштеност на пошироката локација на Ридот Кале.
чувствувајќи ги од една страна штетните последици од оваа состојба во поглед на достапноста до публиката и од друга страна свесни за големиот потенцијал на овој простор во можната поддршка и проширувањето на разновидноста и привлечноста на нашите програми. Тимот на Музеот на современата уметност со распишувањето на идејниот конкурс посакува смели и инвентивни, но истовремено и едноставни и применливи идеи и концепти за култивирање на ридот кале во тврдина на уметноста и јавниот интерес, се наведува во соопштението. Конкурсот кој е веќе распишан трае до 15 мај оваа година, а вкупниот награден фонд на конкурсот изнесува 300.000 денари, од кои 150.000 денари за првата награда, 100.000 втората награда и 50.000 денари за третата награда. Општина Илинден ја утврди програмата и термините за одржување на 20-тото јубилејно издание на литературната манифестација Илинден 2019. Годинава оваа престижна манифестација, која што најде почесто место во календарот на македонските културни настани, ќе се одржи од 14 до 18 мај 2019 година. Свеченото отворање на манифестацијата ќе се случи на 14 мај со почеток во 19 часот во Домот на култура Илинден, а централната манифестација, поетскиот митинг Стихови за душата, е закажана за 17 мај со почеток во 19 часот. Во насока на промовирање на современите културни достигнувања, во рамките на манифестацијата ќе се одржат повеќе културни настани, портрети и промоции на книги на реномирани писатели, како и млади автори, чествувања, изложба, литературно матине за деца со настап на писатели за деца и млади, поетски митинг на кој ќе настапат голем број домашни и писатели од странство, како и музички колажи со познати музички звезди. Во рамките на литературната манифестација Илинден 2019 во Домот на култура Илинден од 14 до 18 мај под мотото Денови на книгата ќе се одржи саем на книгата каде што љубителите на пишаниот збор ќе можат да се запознаат со најновите изданија и да најдат богат избор на книги. Празниците будат чувство на емпатија, солидарност и желба за помагање на послабите од нас. Децата од Центарот за церебрална парализа, кои покрај најголемата желба да оздрават и безгрижни да им се радуваат на празниците, имаат и помали желби и потреби, всушност како и сите други деца. Токму тие желби нив им ги исполнуваат хуманите граѓани и општествено одговорните компании. Во пресрет на најголемиот христијански празник Великден, Црвениот крст на град Скопје, оваа година по 4ти пат го организира настанот Волшебно великденско дрво за децата и младинците, кои го посетуваат Дневниот центар за лица со церебрална парализа Капиштец. Великденското дрво ќе биде поставено на 12 април, в петок, во трговскиот центар Рамстор. Како и досега, на наменски картички во форма на великденски јајца, децата ќе ги запишат нивните желби, а хуманите граѓани ќе имаат можност да им ги исполнат. Како што вели Катерина Гиевска од Црвениот крст на град Скопје, досега ниту една желба не останала неисполната, а очекувањата се дека и оваа година Црвениот крст и хуманите граѓани, како и општествено одговорните компании, ќе им ги исполнат барем материјалните желби на децата со церебрална парализа, на кои најголема желба им е да оздрават. Традицијата продолжува оваа година како и претходните години. Ќе се реализира оваа активност со штитениците, односно децата од Центарот за деца со церебрална парализа. Црвениот крст на град Скопје во континуитет работи со оваа целна група преку клубот на млади и ова представува обострана мотивација како за волонтерите на Црвениот крст, така и за оваа ранлива категорија на население, наши сограѓани. Самата активност е веќе започната во организација, бидејќи соработката со трговскиот центар Рамстор продолжува, значи истата локација. Дрвото ќе биде поставено во трговскиот центар, а ќе биде поставено веќе овој петок, односно 12, а на 25 непосредно пред самиот празник ќе бидат доделени подароците, односно децата ќе имаат можност да ги запишат своите желби, кои што би сакале да ги добијат како подарок, а да ги граѓаните да ги остварат секако, не само граѓаните, компаниите, сите оние кои што сакаат да покажат хуман пристап или да направат децата да бидат среќни.
квалитетни. Ја прашавме Катерина и дали граѓаните или пак компаниите се тие кои се похумани и подарижливи кога станува збор за исполнување на желбите на дечињата. Еве што ни одговори. Па мислам дека се работи за подеднаков пристап кој што го имаат, затоа што и во самите компании најчесто се работи да самите вработени сакаат да донираат како физички лица, што автоматски покажува дека таа општествена одговорност подразбира во даден момент и филантропија како на поединецот така и на компанијата. Желбите се секоја година различни, но сепак слични. Од патики, тренерки, мобилни телефони па до статични велосипеди наменети за вежби на децата со церебрална парализа. Квалитетна храна не секогаш значи безбедна храна. Може да имате безбеден хамбургер што не е контаминиран со хемиски адитиви или бактерии, но тоа не значи дека е квалитетен за јадење. Ова го истакна магистерот во областа на квалитетот и безбедност на храната Моника Стојанова, која денеска пред средношколците од Скопје водеше едукативна работилница на тема "Конзумирај безбедна храна, доби половина здравје" во организација на Домот на култура Кочурацин. Целта на работилницата е да се едуцираат и запознаат младите во правилниот избор на храна. Двата клучни поими што се споменуваат се квалитетна и безбедна храна. Квалитетна храна значи дека ставаме акцент на нутрицидниот состав на храната, колку протеини, јаглени хидрати или масти содржи намирницата што ја јадеме. Но кога зборуваме од аспект на безбедност на храната, мислиме на тоа дали храната е контаминирана со страни тела или е безбедна за јадење. Најмногу треба да се внимава на чистата храна, правилно да се зготви, да се чува на пропишана температура, да се користи исправна вода и свежи намирници. Лицето кое работи со храна секогаш треба да носи заштитна капа, да користи правилно заштитни ракавици и секако недозволени се лакирани ногти. Секое вработено лице кое е болно, кива или кашла треба да се отстрани од производството. Вработените во земјава најчесто не се придржуваат до наведените правила, поради недоволна обука, но доколку некој потрошувач најде на ваков случај, мора веднаш да реагира за да се зголеми свеста кај луѓето. Според Стојанова, најнебезбедна храна за конзумирање во ресторан се парчиња лимон, коцки лед и зачини што се служат во отворени садови. Во првите 3 месеци од годинава преку меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид се превезени 480.845 патници, што е пораст од 7% споредено со првиот квартал лани, објави денеска ТАВ Македонија, концесионер на аеродромите. Скопскиот аеродром обслужил 454.448 патници во првиот квартал годинава, со 5,6% пораст на годишно ниво, а преку Охридскиот се превезени 26.397 патници. Скопскиот аеродром ја забележа очекуваната стапка на пораст од 5,6%, што ќе биде и повисока во вториот и третиот квартал од годината, поради отворање на 4 нови дестинации Баден-Баден и Бремен, отворени во март оваа година, како и Ларнака и Турку, кои што ќе бидат отворени во јули годинава, изјавил генералниот директор на ТАВ Македонија. Според статистичките податоци за патнички сообраќај на ТАВ Македонија, од јануари до март годинава, најфреквентните дестинации од меѓународниот аеродром Скопје се Истанбул, па следуваат Цирих, Базел, Малме, Виена и Менинген. Од меѓународниот аеродром Скопје, 13 авиокомпании обезбедуваат поврзување до 42 редовни дестинации, а од Охридскиот 11 авиокомпании обслужуваат 5 редовни и 8 сезонски дестинации. Град Скопје неодамна распиша повик за јавна набавка за изработка на стратегиска карта и акционен план за бучавата во Скопје. Со цел да дознаеме за што конкретно станува збор, се обративме до градската прес-служба, од каде што не информираа дека станува збор за изработка на стратегиска карта, која представува темелна карта за бучава, со сеопфатна проценка за опфатеноста на бучавата и изложеноста на населението од различни извори. Станува збор за продолжување на активностите и анализите
стандардите на состојбите со бучавата кои секторот за заштита на животната средина на град Скопје ги врши, додека со акциониот план треба да се даде план за управување со проблемите и ефектите предизвикани од бучавата, вклучувајќи и активности за намалување на истата, велат од град Скопје. Стратегиската карта на бучавата на град Скопје ќе опфати бучавата што емитираат патниот и железничкиот сообраќај, бучавата од авионите, како и индустриските локации или инсталации кои се обврзани да обезбедат интегрирани еколошки дозволи или решенија за одобрување на еколошки елаборати. Во Македонија постои и Институт за стандардизација, чии пропишани стандарди задолжително треба да ги почитуваат институциите и правните субјекти. Советникот Горан Плетварски за Прва Скопска денеска објасни дека пропишани се и стандарди според кои градот или државата при изградба на автопати или сообраќајници задолжително треба да обезбеди уреди за намалување на бучавата. Но Институтот за стандардизација нема надлежност да казнува за непочитување на стандардите, поттука останува отворено прашањето колку се почитуваат овие европски стандарди. Делот за сообраќајот, тоа се 19 македонски стандарди, во глобала тоа е една серија на стандарди кои што однесува за уреди за намалување на бучавоста кај патните сообраќајници. Значи, имајќи го предвид регулацијата која што е дадена во овие легислативни акти донесени од соодветните министерства, поддршката кон тоа ја даваат овие стандарди во насока на намалување на бучавоста и нејзино прегушување во одреден дел од денот или во одреден дел од сообраќајот кога е оценето дека бучавата надминува одредени граници. Тие се стандарди кои што се однесуваат на акустични и неакустични елементи, односно во одреден дел од автопатот може да се предвиди или сообраќајницата да се предвиди уреди кои што ќе извршат прегушување на таа бучава или нејзина апсорција. Кон овие стандарди кои што се однесуваат за уреди намалување на бучавоста, конкретно постојат и два стандарди кои што се наменети за индустријските возила и стандардите кои што се наменети за возилата за смет, собирање на смет и глобала, како за овие, така и за претходните што ги спомнав, основниот аспект е мерење и тест методите кои што ги произведуваат, односно бучавата ја ствараат. Бучавата во Скопје се мери на 14 мерни места, на пролет и на есен, од страна на центрите за јавно здравје, кои што покажуваат дека на одредени места бучавата е зголемена и за 10 децибели. Негативните здравствени ефекти кај изложената популација се манифестираат како вознемиреност, нарушување на спиењето, пречки во говорната комуникација, кардиоваскуларни заболувања, нарушување на менталното здравје, успорен интелектуален развој на децата. Во однос на изложеноста на бучава, на удар се старите лица, луѓето со оштетен слух, децата кои се во фаза на когнитивниот развој и психички лабилните личности, изјави за Нова професор доктор Гордана Ристовска од секторот екологија при Институтот за јавно здравје. Голема екоакција ќе се одржи в сабота во 10 часот во општина Карпош, најави денеска градоначалникот Стефан Богоев. Тој ги повика сите граѓани, невладини организации, граѓански здруженија, приватни и општествено одговорни компании и институции што се наоѓаат на територија на Карпош да се приклучат на акцијата. Ги повикувам сите граѓани, невладини организации, граѓански здруженија, приватни и општествено одговорни компании и институции кои се наоѓаат на територија на општина Карпош да ни се приклучат оваа сабота во 10 часот во големата екоакција за чистење на општина Карпош, и тоа на следните пунктови. Кеј на Вардар на 2 собирни места. Во 10 часот под хотелот Александар Палас кај фитнес зоната и од другата страна кај крајот на булеварот Илинден кај патеката што води до мостот Газела спроти Карпош 4. Пункт кај Министерството за економија на улица Јури Гагарин, на булевар Партизански одреди 4 собирни пунктови. Во 10 часот сите 4 и тоа кај автобуската постојка и пекарата Мал одмор спроти Симпо, кај Симпо, кај мостот Обединети нации кај воените кули, како и спроти воените кули кај трите бели кули во Карпош 4. Следен пункт платото на Млечен пред кафе бар Ли, платото во трговскиот центар Лептокарија, на Коцката пред кафе барот Ревија, како и во Порта Влае на плоштадот Делфина.
Градоначалникот Богоев додаде дека по завршување на саботната акција, општината ќе излезе со јавен повик до сите општествено одговорни компании, граѓани, предпријатија на град Скопје и другите државни институции за целосна нивна поддршка во механизација и човечка сила да се вклучат во одреден датум, што подоцна ќе биде истакнат за чистење на целиот дел на реката Вардар, каде што пред неколку дена избувна пожар. Се ближат матурските прослави, а матурантите ја почнуваат потрагата посвечена облека за матурската забава. Продавниците за облека веќе почнаа да се полнат со убави свечени и скапи фустани и костуми за матурантите, со кои ќе го заокружат средното образование. Понуда за матурантите има и во помалите градови, но најголем избор има во главниот град, па тие често се одлучуваат да ја прошетаат целата држава за да го најдат совршеното матурско парче. Но има и такви што разгледуваат понуди и во градовите од соседството, како Белград, Солун и Софија. Но кога се патува надвор, треба да се внимава купувањето и сладкото задоволство да не се претвори во кошмар. Многу често купувачите наидуваат на измамници и криминалци кои можат лесно да им ги извлечат парите наменети за облека. Вакви искуства раскажуваат матуранти кои биле жртви на овој вид кражби минатата година во Белград, на улицата Кнез Михајлова. Истото се случува и во Солун, Софија и во другите градови кои ги посетуваат матурантите. Од полицијата велат дека цел на кражбите се мобилни телефони, паричници и чанти, а сето ова најчесто се случува на улиците, јавниот превоз, како и во бутиците за облека. За да се заштитите од кражбите и вашиот шопинг да биде уживање, треба многу да внимавате во некои делови од овие градови, како ги држите чантите и мобилните телефони и со кого разговарате. Особено треба да се внимава во големите трговски центри, каде има поголема маса на луѓе. Потоа треба да се внимава и во кафулињата, да не се оставаат чантите обесени на столче. Покрај кражбите, исто така матурантите треба да внимаваат и на цените. Обичај е пред матурските прослави цената за одредено парче облека да биде 5 пати повисока од претходно што се продавало. Па изборот останува на матурантите, од каде ќе купуваат и како ќе се заштитат од несаканите ситуации. Кога станува збор за детските родендени, родителите секогаш сакаат роденденските забави да изгледаат совршено, а со тоа и нивното дете ќе се чувствува среќно и задоволно. За роденденските забави децата најчесто сакаат да биде присутен омилениот лик од цртаните филмови. Најчесто тоа се Маша и Медо, Прасето Пепа, Мики и Мини Маус, Ана и Елза и уште многу други ликови кои ги сакаат децата. За сето тоа да биде убаво декорирано, професионалните лица имаат обврска да ги задоволат детските желби. Во разговор за Прва Скопска, Марија Митровска-Силјановска, која работи со декорирање на детските родендени, вели дека сите декорации кои се изработуваат се направени рачно, а родителите секогаш имаат желба родендено да биде уникатен и да се случува нешто несекојдневно. Тренд стана сладки мамаси пред 2-3 години и уште ги држи она америчкиот стил на мајките поготово, што ги има по филмовите, тоа се случува кај нас веќе во Скопје во Македонија. Организираат и плаќаат за тоа. Тоа значи дека претежно кога нели ќе договараме некој роден ден декорација, сака да изгледа тоа префинато, отмано и луксузно, да има нели зависно пак ќе кажам која мајка што сака, кои се нивните желби, најпрвен започнуваат со сладките маси. Се што е рачно изработено, значи се што јас искрено ги работам со овие две раце со 10 прсти, кажувам дека не се цени доволно кај нас во Македонија. Односно, имаме нели сите клиенти претежно ги гледам дека бараат за пониска цена да добијат нешто што е навистина многу вредно, за која ние организаторите трошиме и време и труд. Марија додава дека обично изборот на родителите
родителите е на роденденските забави да има сладка маса, многу балони, персонализирани производи и секако еден од омилените ликови од цртаните филмови. Марија вели дека сите детски родендени се убави и најсрекна е тогаш кога има срекни клиенти, но додава дека и родителите понекогаш имаат несекојдневни барања од аниматорите, како на пример Спајдермен да се симнува од бандера. Јас секојдневно се соочувам со бисери на детски родендени, мада ќе го нагласам ова и ќе поздравим мајката доколку не гледа тука. Имав специфично барање за Спајдермен. Ми се јавува мајката и ми кажува: Марија, дали можеш да ни присуствуваш таму и таму на таа? Викам: да, може. Сакаме Спајдермен како анимација во ред. И сега имаше некое чудно барање, ми викам: јас сакам Спајдермен, па што знам, вика, да се симне од бандера. И ја викам: како, викам, да се симне Спајдермен од бандера? Викам: јас тоа не можам да го направам, мада направивме малце поинаква анимација, битно славеникот беше среќен. За прославувањето на родендените, игротеките се тренд во денешно време, но како што додава Марија, во последно време родителите сакаат родендените да ги организираат во домот или во некоја убаво декорирана градина. Во текот на изминатата недела од 1 до 7 април во државава се регистрирани 283 заболени од грип, што е за 40,8% помалку споредено со неделата пред неа, кога беа регистрирани 478 заболени. Не се регистрирани смртни случаи асоцирани со грип, се наведува во извештајот објавен денеска на веб страницата на Институтот за јавно здравје. Регистрираната инциденца оваа недела укажува на ниска активност на вирусот на грип. Бројот на пријавени лица оваа недела е поголем за 56,4% споредено со истиот период минатата сезона. Изминатата недела најголем број заболени лица 191 се пријавени во најголемата возрастна група од 15 до 64 години, додека највисока инциденца од 17,9 на 100.000 жители е регистрирана кај возрастната група лица постари од 65 години. Во сезоната 2018-2019 година, вкупниот број заболени од грип изнесува 20.940. Шахтите на Скопскиот плоштад денеска се заваруваат од страна на екипи на јавното претпријатие Водовод и канализација. Од јавното претпријатие информира дека се работи за пракса која се реализира секоја година од безбедносни причини, поради одржувањето на Скопскиот маратон и посета на вип личности. Во посета на Скопје на 7 мај треба да дојде поглаварот на Римокатоличката црква папата Франциск. Едно од местата на кое ќе престојува папата за време на престојот ќе биде и централниот плоштад во Скопје. Укината е забраната за движење во шуми и шумски подрачја, што беше во сила од 29 минатиот месец поради појавата на големиот број пожари. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство денеска соопшти дека одлуката за делумна забрана за движење во шуми се укинува поради тоа што моментално, согласно со добиените информации од терен, нема активни пожари и нема опасност од појава на нови шумски пожари. Екипите од Државниот инспекторат за земјоделство, шумската полиција и Државниот инспекторат за шумарство и ловство и во следниот период ќе ја следат состојбата на терен, информираат од Министерството. Оттаму потсетуваат дека се забранува палење на стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловиштата, како превентивна мерка за заштита на шумски пожари. За непочитување на одредбите од Законот за ловство се предвидува глоба во износ од 1500 до 3000 евра во денарска противредност за прекршок на физичко лице. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Саботна хроника, а вие и понатаму следете ги неделните прегледи на хрониките.